Како го оценувате 4-годишниот мандат на Коце Трајановски? Па добро, кога би биле објективни, а бидејќи сум објективен како човек, мислам дека се работи за релативно успешен градоначалник кој што за овој свој 4-годишен мандат вложи, остави, значи неговата работа сигурно дека ќе ја проследат генерации во иднина. Меѓутоа морам исто така да признаеме дека имаше голема поддршка од страна на централната власт, така да во една ваква ситуација која ќе се поклопи желбата на државната власт да направи за својот главен град и која ќе се погоди еден релативно работлив градоначалник кој што сака да ги исполни своите ветувања, можеме да бидеме 100% сигурни во првичната констатација. Дали досегашните резултати се доволни? Па никогаш не е доволно, затоа што во Скопје долги години не беше вложувано поради X причини, како објективни, така и субјективни причини. Секогаш нешто на една метропола, на еден центар на државата ќе му недостасува. Постојат многу области, постојат многу потреба од други инфраструктурни објекти, посебно во делот на комуналната инфраструктура, и факт е дека колку и да постигнувате, секогаш ќе бара се повеќе и повеќе. Што му недостасува на градот? Сигурно дека му недостасуваат многу работи на нашиот град, меѓутоа од друга страна не можеме ние за 10 години да направиме метропола да личи по урнек, да речеме, на големите светски метрополи. Сигурно дека оние субстандардни објекти се најголемата рак рана на нашиот град, на кој што за жал досега ниту еден градоначалник, ниту една власт посериозно не се заложи. Од друга страна, тука се отвори голем простор за действување на урбаната мафија, така да имаме еден хаос во делот на урбанизма. Сигурно во делот на комуналната инфраструктура исто така не можеме да бидеме задоволни, посебно со атмосферската, посебно со фекалната канализација и така натаму. Што го прави еден градоначалник успешен? Па, успешно го прават неговите дела. Она што ќе остави зад себе, она што широките булевари, големите објекти, инфраструктурата која што ја направи, сето тоа го допринесува да кажеме дека еден градоначалник е успешен. Кои треба да бидат приоритетите на еден градоначалник? Во еден голем град сигурно има многу приоритети и би било неблагодарно да се кажува кој е тој приоритет. Значи, кога ќе дојдете на едно такво место, вие сте соочени со милион проблеми. Поготово што локалната самоуправа сега има и широки надлежности и секаде во било која област, во било која ингеренција да чепнете, сигурно дека има недовршени работи или работи кои што воопшто не се отпочнати. Така да за приоритети не можеме секогаш да говориме. Факт е дека сообраќајот е една од клучните работи, факт е дека чистотата, зеленилото, се оние работи кои што не обкружуваат, кои што ни го даваат текот на секојдневното живење, оние кои што ни допринесуваат да бидеме расположени или нерасположени. Според вас, кој од опозицијските кандидати е достојна конкуренција за Коце Трајановски? Па неблагодарно е на 5 месеци да се прогнозира кој му е од опозицијските кандидати. Јас мислам нема да има опозицијски кандидати, туку ќе има само еден опозиционен кандидат, веќе го видовме Макредули. Тој секако дека има политичко големо искуство, меѓутоа мислам дека му недостасува она локално искуство. Не е се исто, значи, да бидете пратеник и истовремено да бидете успешен градоначалник. Меѓутоа, тука ќе придонесат за победата на градоначалникот, ќе придонесат многу фактори, меѓу другото и самото расположение на гласачите. Значи, може да се случи и да не се цени успешноста на еден градоначалник, туку како рефлексија на задоволството и незадоволството од власта или од опозицијата, да се случи да гласовите отидат на конто на еден од кандидатите за градоначалник.